Сообраќајот на патниот правец Кратово Пробишти пево прекин за тешки товарни возила од 7 часот утрово поради наноси од снег, соопшти Автомотосојузот на Македонија. Поради актуелните услови, на возачите им се препорачува да го избегнуваат овој пат или да користат алтернативни правци. На останатите патишта во регионот и низ целата земја, сообраќајот утрово се одвива со умерен интензитет, но поради ниските температури и влажните коловози се апелира на внимателно возење и прилагодување на брзината. Од Автомотосојузот советуваат редовно следење на известувањата за состојбата на патиштата и подготовка за зимски услови. На граничните премини нема подолги задржувања. Според податоците од платформата IQ Air, Скопје утрово е четврт најзагаден град во светот по концентрација на PM2,5 и PM10 честички, веднаш зад Лахор во Пакистан, Делхи во Индија и Ханој во Виетнам. Концентрацијата на PM2,5 честички во Скопје е 14,8 пати над препорачаната годишна граница, утврдена од Светската здравствена организација. Најблиску до Скопје од регионалните градови е Сараево, кое е на 6-то место. Според мерните станици на Министерството за животна средина синоќа на полноќ, концентрацијата на PM10 честичките во сите скопски општини ја надминала дозволената граница од 50 милиграми на метар кубен. Загаденоста на воздухот е исто така висока и во Тетово, Гостивар, Кичево, Битола, Струмица, Кавадарци и Куманово. Председателот на Србија Александар Вучик по телефонскиот разговор со поранешниот и идниот председател на Соединетите Американски држави Доналд Трамп рече дека верува во подобрување на односите меѓу двете земји. Вучик нагласи дека Србија има амбиции да стане пристојна и стабилна земја, која успешно ќе соработува со Америка и при тоа изрази благодарност до целото опкружување на Трамп за поддршката. Можеме да ја направиме Америка повторно голема, а Србија да ја направиме земја која ќе гради стабилни и добри односи со Соединетите Американски држави, порача Вучик. Тој додаде дека разговорите се одвивале во позитивна атмосфера со фокус на зајакнување на билатералната соработка и економскиот просперитет. Германскиот канцелар Олаф Шолц изрази подготвеност да поднесе барање за гласање доверба на неговата влада во Бундестагот пред Божик, доколку се постигне договор со опозицијата. Овој потек би можел да отвори пат за предвремени избори по распадот на коалицијската влада. Првично Шолц планираше гласањето да се одржи на 15 јануари, но сега е отворен за порано одржување под услов да има согласност од опозицијските партии. Во интервју за германската телевизија ARD, Шолц истакна дека нема проблем да го постави прашањето за доверба пред Божик, доколку тоа е во интерес на политичкиот консензус. Падот на коалицијата дојде по неговата одлука да го разреши министерот за финансии Кристијан Линднер, што предизвика тензии меѓу коалицијските партнери. Доколку гласањето се одржи пред Божик, предвремените избори би можеле да се организираат уште во февруари следната година. Новоизбраниот председател на Соединетите Американски држави Доналд Трамп соопшти дека Том Хоман, поранешниот вршител на должноста директор на службата за имиграција и царина, повторно ќе се приклучи на неговата администрација како цар на границата. Хоман ќе биде задолжен за граничната безбедност и спроведување на имиграцијските политики, директно известувајќи до председателот. Ова назначување е дел од напорите на Трамп да ги зајакне своите имиграцијски мерки и да го засили спроведувањето на построги гранични контроли. Хоман, кој беше познат по својата контроверзна улога за време на првиот мандат на Трамп, спроведуваше строги мерки против недокументираните имигранти, вклучително изголемени депортации и раздвојување на семејства на границата. Неговото враќање ја сигнализира решителноста на администрацијата на Трамп да продолжи со остриот пристап кон имигрантите, вклучувајќи проширување на притворските капацитети и забрзување на процесите за депортација. Политиките на Хоман веќе предизвикаа жестоки реакции и дебати во јавноста и меѓу аналитичарите. Јапонските парламентарци треба да одлучат дали премиерот Шигеру Ишиба ќе остане на својата позиција, откако неговата владеачка коалиција го изгуби мнозинството во долниот дом на изборите минатиот месец.
И покрај ова, Либерално-демократската партија на Ишиба и коалицијските партнери остануваат најголемиот парламентарен блок, што ја отвора можноста за продолжување на неговото лидерство. Сепак, тој ќе мора да се соочи со предизвикот за водење на малцинска влада, со растечки притисок поради економските и надворешно-политичките проблеми. Малата опозицијска партија, Демократската партија за народот, се најде во клучна позиција и, иако не е дел од официјалната коалиција со либералите, е подготвена да поддржи одредени нивни законски предлози. Лидерот на оваа демократска партија, Јуничиро Тамаки, најави дека неговата партија нема да гласа за Ишиба, што ја отежнува ситуацијата за актуелниот премиер. Меѓу потенцијалните наследници на Ишиба е и поранешниот премиер Јошихико Нода, лидер на Уставно-демократската партија. Ако не се постигне мнозинство за еден кандидат, ќе се одржи втор круг на гласање.